Секако дека за нас е првен приоритет да се сочува безбедноста, стабилноста на граѓаните од една страна. Второ, да имаме навистина достоинствено одбележување на еден великан како што му е и личи на Гоце Делчев. Затоа што како историска личност е личност која што ги преминува границите на една држава и затоа имаме одговорност да сите напори ги направиме да биде одбележувањето на едно високо ниво. Во однос на плановите, секако дека нема работа во полиција без да има планови и без да се анализираат состојбите кои што ги имаме, така да Министерството за внатрешни работи си ги презема сите потребни активности кои што се однесуваат во насока на обезбедување мир, стабилност во државата, меѓутоа и конкретно за посочениот настан кој што е, така да таму каде што ќе се процени, тогаш кога ќе се процени дека треба да има поголемо присуство на полицијата, тоа ќе го има и за тоа апсолутно упатувам на порака за смиреност до сите граѓани. Тука се институциите на системот кои што функционираат и кои што мора да ги обезбедат овие очекувања кои што ги имаме. Затоа мора да упатиме јасна порака до сите политичари, политички субјекти да бидеме одговорни во овој процес, бидејќи неодговорноста не прави добро на граѓаните на државата. Напротив, мислам дека неодговорноста нема да донесе ништо добро ни за самите тие политички субјекти. Ова е состојба во која што треба да бидеме сите одговорни, бидејќи мирот и стабилноста е одговорност на секој еден од нас. Во однос на второто прашање, ние правиме секојдневни анализи. Во Министерството работи штаб во кој што се вклучени сите агенции. И Агенцијата за национална безбедност, Агенцијата за разузнавање, военото разузнавање, споделуваме податоци, информации од секаков вид во однос на она што се очекува за 4 февруари, а одлуките ќе ги носиме кога за тоа ќе дојде време. Значи, секоја одлука ќе биде во свое време. Значи дека на основа на сите анализи ќе ја донесеме одлуката тогаш кога треба да биде донесена. Министре, вчера имате средба с вашиот колега од соседна Бугарија. Дали го разговорите во средбата која што имате? Добивте јасни гаранции дека можеби групи кои што доаѓаат во Бугарија со намера евентуално да направат некаков инцидент ќе бидат запрени уште на бугарска граница? Мислам дека една од подобрите работи што се случи е средбата која што имавме со бугарскиот колега Иван и мислам дека многу јасно ставивме до знаење пред македонската јавност вчера како заклучок од средбата дека и двајцата, односно и двете држави, и двете министерства ќе направат се за да не им се остави простор на радикалите кои што сака да ги нарушуваат односите помеѓу двете држави и тоа е најважната работа. Мора да се деескалира состојбата кои што неодговорни политичари, групи и поединци сакаат да ја направат до една огромна ескалација. Така да ние многу јасно рековме дека нема да дозволиме никаква ескалација на состојбата, нема да дозволиме како држава никаков инцидент и нема да дозволам ниту јас, ни Министерството за внатрешни работи никакво понижување на македонскиот народ и на македонската држава од кој и да доаѓа. И тоа е пренесено многу јасно и вчера во разговорите и се добиени гаранции дека нема официјална политика која што може да се базира на негирање на еден народ, на негирање на една држава и на непочитување на било кој народ и на која држава. Тоа е основа за секакво идно партнерство кое што треба да го имаме, а изразивме заедно со колегата Демирчиев јасен став дека добрите односи помеѓу двете држави, добрите односи помеѓу граѓаните на двете земји се важни не само за нас, туку се важни и за целиот регион. Јас упатив неколку пати порака и сега ќе повторам дека
институциите функционираат и институциите се тие кои што се должни да ги обезбедат сите потребни мерки, активности кои ќе допринесат да се одвиваат состојбите на најдобар можен начин. Да се напушти таква реторика, која што имаме често прилика да слушаме од разни патриотски здруженија, патриотски институти, политичари кои што не знам што се уште замислуваат, дека тие може да направат. Значи, немојте како граѓани да подлегнувате на повик на било кои политички субјекти и да превземате надлежност на институциите. Ова е порака до сите кои што сакаат да учествуваат. Затоа што минатото покажа дека оние кои што ги мотивираат луѓето наводно да ја чуваат демократијата, државата, националноста и така натаму, тие остануваат нечепнати. Оние кои што посегнуваат по државата и по институциите сега се наоѓаат во затворски институции. Така да секој да остави да биде чувствувањето достоинствено, а државните институции се сите тука кои што ќе се грижат за се што треба во редот и безбедноста на државата. Неколку пати кажувам и сега ќе повторам. Никој во оваа држава не сме да биде и нема да му биде дозволено да биде над државата. Знаете дека затворскиот систем не е одговорност на Министерството за внатрешни работи и затворскиот систем е под директна хиерархиска поставеност за Министерството за правда и сите тие активности кои што се превземаат во тој дел ги превземат и министерот и раководството. Ние превземаме мерки од кога ќе се случат вакви настани. Факт е дека мора да има консолидација на тој систем. Консолидацијата на тој систем значи зајакнување на човечкиот потенцијал и кадрскиот потенцијал, посебно во делот на управувањето и справувањето со корупцијата. И мислам дека тоа што го започнавме како процеси да ги водиме против одредени структури во затворскиот систем е нешто што ќе продолжи и понатаму и тоа е само еден дел од справувањето со ваквите појави. И напоменав и порано и сега ќе кажам. И политичка и кривична одговорност мора да има за сите пропусти кои што се случуваат било каде во која институција, конкретно сега и во затворскиот систем. Кога зборувам за една обсежна подготовка и овој сегмент на сајбер закани, говор на омраза, потикнување на насилство и така натаму, е офатено во штабското работење. Така да сите овие аспекти се анализираат. Однесувањето, реакциите на социјалните мрежи, на сите достапни платформи, се со цел никој да нема можност да го наруши тоа што на сите нас ни е најдрагоцено, тоа е мирот и безбедност. Така да државата ќе има жесток одговор према секој кој што мисли дека ќе направи состојба во која што мнозинството или најголемото мнозинство на граѓани ќе не загрозува со тоа што ќе предизвикува нарушување на јавниот ред и на безбедност. И ова не го говорам само за луѓе кои што се наши граѓани, наши државјани. И секој еден кој што е од надвор. Ние сме гостопримливи, ние сме луѓе кои што знаеме да подадеме рака на секого, луѓе кои што сакаме да обезбедиме мир и стабилност на сите, јутоа за тоа бараме и достојна почит и на оваа држава и на овој народ. Таа е во теки, која ќе има било каква нова информација, ќе ви информирам. Fala, vem.